Официјално точно сме една година од почнување на проектот на Европската универзитетска алијанса, меѓутоа сме 3 години, бележиме денес од првото зачнување и првите зачетоци, кога заедно се собравме сите 9 универзитети, седнавме на заедничка маса и ја поставивме на здрави основи ова Европска универзитетска алијанса на универзитетот во Сантарем во Португалија. Така што официјално одбележуваме, неофицијално да речеме 3 години, меѓутоа официјално од почеток на проектот 1 година. Овој ден, настан, денес што го одбележуваме, практично се одбележува на сите универзитети истовремено. Значи сите универзитети дел од алијансата го чествуваат. Кои се придобивките? Придобивките се секако многу. Прво и основно ја доближивме на некој начин Европа до нас, високото образование го доближивме до нас, културата, мултикултурализмот, традициите, широкоста, широкоградност и така натаму и ги експортиравме на некој начин. Она што е македонското го изнесовме надвор, меѓутоа и сето она што е од странските универзитети, дел од алијансата го внесевме кај нас преку овој процес на интернационализација. Како го почнавме сето тоа? Генерално последнава година, особено во првиот период, беше еден период на воспоставување на првите солидни структури, начинот на кој што ќе ги развиеме процесите, ќе постапуваме, институционалната поставеност во суштина ја осмислувавме. Сега дојдеме до оној прв момент, наречеме во септември 2025 до кога се втурнавме во таа авантура, односно го организиравме првиот меѓународен фестивал во Инголштад, Калеидоскопот, првиот фестивал на алијансата во кој што зема учество и студенти од Музичката академија и студенти од Факултетот за природни и технички науки. И така, сите заедно едноставно ги поставивме, направивме нешто заедничко и ги одбележавме. Освен овој прв фестивал, првите работи, односно првите, продолжуваме со воспоставување на активностите и со терање на сите тие активности се ABC школите, сите едукативни настани и активности, образовни програми во рамките на алијансата кои што паралелно течат, веќе имавме во Сантарем во Португалија, во Романија, колешки наши од факултетот за образовни науки и правниот факултет веќе беа од природно-технички науки и слично. И да напоменам многу битно дека следнава недела од 15 до 19 кај нас ќе биде и првата ABC школа посветена токму на одржливиот развој и на европските политики, права и пракси во насока на остварување на одржливи општества. Така што серија на активности кои што течат паралелно. Генерално повеќе работи научиме, не можам да издвојам сега нешто посебно, меѓутоа она што ние да речеме сме препознатливи и може да го понудиме, нормално не сме земја и не располагаме со капацитетите и ресурсите со кои што располагаат на пример другите европски земји, се разбира има расчекор, но тоа не значи дека не сме помалку добри. Имаме многу висок професионализам, многу сме отворени за соработка, нашите студенти се многу енергични и динамични и кога доаѓаат просто кога се отвара поле за соработка, буквално имаме наплив од сите страни заради посветеноста која што ја нудиме за развој на овие активности. Така што може да го предложиме нашето специфично, нашето традиционално, што е исто за македонскиот јазик, култура и така натаму, меѓутоа и она што го карактеризира универзитетот Гоце Делчев во смисла сплотеноста, интегрираноста и настапот во однос на другите. Генерално стануваме свесни во смисла некои работи ги правиме сами од себе. Не сме свесни дека ние навистина тоа го правиме. А правиме навистина многу работи. Меѓутоа кога ќе видиме на странските универзитети што се прави, го препознаваме она што тие го прават и на некој начин успеваме да прво да го дефинираме, да се поставиме во однос на стандардите, да видиме каде сме ние, каде се тие и едноставно некако да влеземе во надпревар. Така што стануваме свесни за многу работи кои што сме ги поседувале, ги правиме, сме биле посветени, сме биле ангажирани, меѓутоа дали заради недоволно време или слично, ти знаете, животот е динамичен, не може секој пат да се постаса во се, меѓутоа успеваме да се насочиме и се поставуваме на добра основа.